Врховниот суд како највисока судска инстанца во Република Македонија го има овластување да носи начелни правни мислења и со ваквото правно мислење мора да постапуваат сите кои што постапуваат во правосудните органи во Република Македонија, меѓу нив специјалното јавно обвинителство како и судовите. Дали ова важи за Талир, предметот каде што вие сте адвокат? Ова во секој случај важи за Талир 2. Веројатно би требало да мора да важи за Талир 1, со тоа што тука е малку по-проблематично, бидејќи треба да го најдеме правниот основ по кој што во оваа фаза, кога е потврдено обвинение кое што е донесено од неовластен по ова тужител, не би смеело да продолжи. Но сепак тука треба правниот пропис и начин сепак да го видиме и да го провериме. Кој и во која фаза треба да го запре. Други истраги кои би можеле да пропаднат, бидејќи многу се отворија, тоа се империја, опис исто е таму без обвинение, таму е пациент на функционерите од ДУИ, со Бонева, сите тие кои што ги читавме и слушавме на пресконференција, не видовме обвинение. Тоа значи за сите дека ќе пропаднат и ќе треба да ги дадат на редовното обвинителство? Ова значи дека специјалното јавно обвинителство ниту една од тие истраги или предистраги кои што ги водело не може да ги продолжи понатаму. Дали ќе може да ги предаде на редовното обвинителство? Не може тоа да ги предаде. Доколку било кој иницира постапка пред редовното обвинителство и доколку има таква постапка, веројатно ќе може да тие или отворат нова постапка или превземањето е дискутабилно затоа што да превземат сите действија кои што би биле од ова јавно обвинителство после протекот на тој рок од 18 месеци, исто така не би можеле да се користат докази прибавени на тој начин. Барем според ваквото, во принцип, ова би требало да биде применливо веднаш. Затоа што тоа е становиште на Врховниот суд. Така што, која би било смислот и сврхата да некој постапува и оди спротивно на таквото мислење, создавајќи трошоци на постапка на сите учесници во постапката, знаејќи дека кога тоа би дошло во таква состојба пред Врховниот суд, би морало да биде укинато. Дали по основ на БЗС, дали по основ на одлука, барање за вонредно преиспитување. Така, дел од правниците сметаат дека Врховниот суд не требал да одлучува за ова прашање, односно да не става во улога на законодавец и да толкува закони, што е улога на собранието. Мораме да разликуваме толкување и примена на закони. Во конкретниот случај, никој овде, ниту Врховниот суд, ниту пак било кој друг укажува на тоа дека е нејасен законот и дека истиот треба да има толкување. Овде, моето барање со иницијативата за донесување на правно мислење е толку примената на законот кој што е, барем во овој дел, потполно јасен и експлицитен. Талир, истрагата беше отворена пред тој рок од 18 месеци, но обвинението е покренато после. Што ќе важи овде сега? Дали ќе превагне тоа што е покренато обвинението или може да си остане тој предмет, затоа што истрагата е отворена пред рокот? Тоа што истрагата е отворена пред рокот значи дека тие знаеле, постапувале. Не успеале да ја завршат истрагата и одредбата од член 22 е јасна и децидна. Не можат да поднесат обвинение, а така стои и во известувањето на што го видов на Врховниот суд. Господине Миланов, дел од предметите се преземени од редовното обвинителство и хипотетички ако се вратат назад, бомбите таму нема да се користат како докази според вас? Бомбите како доказ исклучиво беа внесени со овој закон за СЈО, да го наречам поради должината на самиот назив на законот, и овие бомби не можат да бидат користени пред ниту едно друго обвинителство односно да ги користи, да ги предложи и да ги даде. Тука би сакал да кажам дека со оваа одлука на Врховниот суд сметам дека едно неправо со внесување во правниот систем на нелегално стекнати и нелегално снимени, за кои што никој не оспори дека се нелегални разговори, на некој начин беа внесени со тој закон во системот.
колку и тоа оправдано ќе покаже времето. Која ќе биде судбината и дилата на СЕО после ова одлука? СЕО, согласно законот со кој што се основани, има овластување да продолжи и да ги води сите постапки во кои што има поднесено обвинение заклучно со 36 или моментот кога превземале действија, затоа што овде се појавува уште еден проблем. Од ова што е соопштението на Врховниот суд се бара како кумулативен услов исполнување на 18 месеци од моментот на превземање на материјалите како нелегални разговори и моментот на превземање на предметите. Така што тука и во другите предмети ќе мора да се види дали тие предмети се превземени, односно обвинението е поднесено во рок од 18 месеци од нивното превземање или пак и во тој дел е пропуштено затоа што мислењето е дека треба да бидат исполнети двата услови кумулативно. Зборите за тие што веќе се И за тие што веќе се поднесени. Затоа што мислењето вели во едниот дел превземање на материјали и предмети како кумулативен услов, што значи дека двата услови треба да бидат исполнети да биде пред истекот на рокот од 18 месеци. СЕО ќе продолжи да си постои, одредбата од член 20 од законот за СЕО предвидува дека обвинителството ќе ги доврши сите оние предмети во кои што има поднесено обвинение и ќе постапува се додека тие предмети не бидат правосилно завршени.